Од денеска па во наредните неколку недели пробно за сообраќај ќе биде затворена познатата едносмерна улица во Штип. Предвидено е улицата да се користи како пешачка зона, ќе биде уредена со соодветна урбана опрема и поплочена. Истовремено ќе се работи на подземната канализациона и водоводна мрежа. Во функција се пушти и втората катна гаража во Штип. Ова пробно тестирање на пешачката зона на Ванчо Прке ќе овозможи да Штип конечно добие шеталиште во центарот на градот, при тоа да не се создаде поголем метеж во централното градско подречје. Во функција се става и катната гаража која што е до стоковна куќа нама и првата стамбена зграда, која што дополнително ќе овозможи 26 паркинг места. И со ова имаме практично можност за влегување до одредена точка на улицата Ванчо Прке за користење на паркинг површина на почетокот на улицата и на крајот од самата улица. Проектот предвидува и промена на подземната инфраструктура и решавање на долгогодишниот проблем со фекалната канализација која што како проблем го имаат станарите и собствениците на дуќани на улицата Ванчо Прке, а веднаш потоа и поплочување и поставување на соодветна опрема на осветлување. Со цел да може да се користат двете катни гаражи, за време на пробниот период се воведува и двонасочен сообраќај на почетокот и крајот на улицата Ванчо Прке. Тежината на сообраќајот ќе падне на улиците Маршал Тито и Кирил и Методи, ама се очекува да нема проблеми. За воведување на пешачка зона на улицата Ванчо Прке се јави потреба од воведување на двонасочен режим на сообраќај на дел од улицата Ванчо Прке и тоа од крстосница со булевар Гоце Делчев, за да може да се користи катната гаража, а и жителите кои што живеат на улицата позади Домот на културата да можат слободно и непречено да си одат до своите домови, а исто така и од крстосницата со Кирил и Методи и Ванчо Прке, тој дел ќе биде до катната гаража кај намата, ќе биде за двонасочен режим на сообраќај. Граѓаните велат дека ова што се создава е добро за градот и за нив. Додаваат дека шеталиште во центарот на Штип е потребно, за да има повеќе место и за пешаците. Добро, зашто да не, за народот нека шетат слободно. Мораше да биде оваа улица. Подобро. И за народ и за све. Подобро. Потребно ли му беше вакво шеталиште на Штип? Потребно, да. Градоначалникот Јорданов повика на трпение, но и на промена на навиките кај граѓаните со цел градот да функционира непречено, сообраќајот да се одвива регуларно, а Штип да го добие првото шеталиште во центарот на градот.